Добар ден, ученици! Јас сум Виолета Ѓоргиевска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Александар Македонски, општина Аеродром Скопје. Денешната видео лекција е по предметот македонски јазик, наменета за ученици од трето оделение. Ќе обработиме наставната содржина броеви од програмското подрачје јазик. Наставни цели кои ќе ги реализираме со оваа наставна содржина се следните: да го усвоите поимот за главни или основни и редни броеви и да ги разликувате едните од другите. Правилно да ги изговарате броевите и да ги употребувате во устниот и писмениот говор. Броевите ученици не се употребуваат само во наставата по математика. Тие многу често се сретнуваат при обработка на различни содржини по македонски јазик: текстови, раскази, приказни, бајки, брзозборки, броенки, гатанки, и најчесто се пишуваат со букви. Да прочитаме една броенка. 1, 2, 3, глувчето се скри. Кој ќе го најде? Ете баш ти. Гатанки. Имаше еден дедо со 15 кожува облечен. Кога студеше, пак замрзнуваше. Што е тоа, ученици? Да, тоа е кромит. А две мајки со 5 сина? Тоа се раце. Една брзозборка. 5555 шишиња полни со свеж сок. Поочете ги затемнетите зборови. Што забележувате? Така е, ученици, затемнетите зборови се броеви. И во следниве неколку реченици имаме употреба на броеви. Хана има 9 години и учи во трето оделение. Во оделението на Јаков има вкупно 25 ученици. Тој е пети поред во дневникот. На полицата имаше 15 книги, а првата е шеќерна приказна. И во овие реченици затемнетите зборови се броеви. Но во реченициве броевите се разликуваат меѓу себе по тоа дали искажуваат количество, односно бројност, колку има нешто на број, или искажуваат редослед, кој е поред нештото. А од тука главната поделба на броевите е на главни или основни броеви и редни броеви. Со главните броеви искажуваме количество или бројност, а со редните броеви редослед. Ајде вие сами, ученици, заклучете кои броеви во речениците се главни, а кои се редни. Ќе ви помогнам во првата реченица. Хана има 9 години и учи во трето оделение. Бројот 9 искажува количество или колку години има Хана, а бројот трето искажува редослед, кое оделение е Хана. Главни и редни броеви. Да дефинираме уште еднаш кои се главни, а кои се редни броеви. Броевите со кои се искажува бројност или количество се главни броеви и одговараат на прашањето колку има нешто на број, колку предмети, суштества или лица се на број. Стојат пред именката. Пример: 1 дедо. 1 е главен број, дедо е именка. 7 дена. 7 е главен број, дена именка. 12 месеци, 6 деца, 25 ученици, 14 книги. Да дефинираме кои се редни броеви. Броевите кои означуваат кој е поред нештото, предмет, лице или суштество, се редни броеви. Со нив се искажува редослед. Пример: првата книга, трето оделение, 7 ден, 11 во дневникот. Вежби за главни броеви. Составете реченици според дадените илустрации. Во речениците употребете главни броеви. Ученици, внимателно погледнете ги илустрациите. На секоја од нив е прикажано количество или бројност, односно колку има нешто на број. На првата илустрација на број вкупно има 7 свеќи. На тортата има 7 свеќички. Втората реченица ќе биде: на небото летаат 6 балони. Третата: во аквариумот пливаат 3 риби. Во секоја реченица бројот означува количество или бројност, колку има нешто на број. Да повежбаме за редни броеви преку следниве прашања.
Кое одделение е Хана? Кој поред во дневникот е Јаков? На која дата го славиш твојот роден ден? Кој месец поред е месецот мај? Да видиме што одговориле дечињата на овие прашања. Хана вели, јас сум трето одделение. А Јаков вели, јас сум девети поред во дневникот. Мојот роден ден е на 24 мај, вели девојчето. А момчето вели дека месецот мај е петиот месец во годината. Во сите овие реченици, броевите означуваат редослед и се редни броеви. Многу е важно правилно изговарање и пишување на броевите. Ајде сите заедно сега правилно да ги изговориме броевите. Главните броеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Двоцифрените броеви после бројот 20 се пишуваат разделено со сврзникот и. Пример, 74. Трицифрените броеви се изговараат на следниот начин. 100, 200, 300. Понатаму сите стотки имаат наставката стотини. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Во дадената табела е прикажано неправилно пишување на броевите и правилно пишување на броевите. Уште еднашка да напоменеме дека многу е важно правилно изговарање и пишување на броевите. Ученици, на крајот од денешната лекција ќе ви зададам една домашна задача. Составете по една реченица според дадените илустрации, но внимавајте, во првата реченица треба да употребите реден број, а во втората главен број. Потоа, во дадените реченици, секој број заменете го со збор. Се надевам дека со ова го усвоивме потребното знаење за главни и редни броеви. Ученици, ви благодарам на вашето внимание. Пријатно!